Јас сум Мартина Димовска, најмладиот ментор на NASA Space Ups над преварот. Да бидеш ментор на NASA Space Ups над преварите, имаш неколку обврски кои што ти се базични, секако не се ограничени. Најпрво треба да знаеш како да го изменаџираш целиот тим на учесници, да видиш каков надпревар имаат одбрано, за кои области се тие спремни и каде можеш да помогнеш доколку е тоа твојата тема на занимање. Учам од други професионалци и други ментори за како треба да се водат тимовите и како треба да ги советуваш. Тие се надпревари што земаат учество над 180 европски локации, каде што НАСА ги отвара своите датабази за вселенските мисии и за мисиите што ги има на Земјата, каде што има конкретни проблеми, каде што учесниците може да дадат некое креативно или пак техничко решение, дали е тоа хардвер или софтвер. Во 2014 година се пријавив да учествувам на NASA Space Ups над преварот, каде што јас со мојот тим освоив прво место. После тоа имаше повик за менторство, на кој што се пријавив по моје изненадување и нормално среќа, бев прифатена како ментор. Како еден од помилите успеси можам да го издвоам и UNDP Climate Challenge над преварот, односно твојот град од тебе зависи, кој што беше една иницијатива како граѓаните да придонесат кон ова општество за да се борат со стакленичките гасови. Направивме влошки што генерираат електрична енергија со пиезоелектрици. Влошките се за обувки и генерираат електрична енергија при чекорење. Освоивме прво место на UNDP Climate Challenge над преварот. Мене не ми се веруваше дека јас воопшто ќе освојам прво место, затоа што имаше идеја што се навистина за честитање. Сакав да влијам на ова општество за да биде подобро. Сите заслужуваат да имаат подобар начин на живот, сите заслужуваат да имаат допир или пак пристап до сето она што е потребно и да одиме напред со технологија. Јас како научник можам најмногу да влијам на ова општество со тоа што ќе правам нови изуми кои што ќе бидат прифатени и кои што ќе бидат иновативни и ќе не водат чекор поблиску до таа футуристичка иднина. Идеите се склоп на околности. Сакам да заголицкам на имагинацијата. Некои идеи навистина се добиваат уз муабет, некои идеи не се конкретно мои, туку се доразвиени со тим. На 55 годишнината, јубилеј на Технолошко-металуршкиот факултет, во мојата прва година јас добив благодарница, односно диплома за промоција на факултетот во и надвор од Македонија и од државата. Имав многу успешна соработка со тогашниот деканат на чело со професорот Александар Димитров. Бев во Америка, на Kent State University. Таму бев да изучувам Aerospace Engineering, односно воздухопловно инженерство. Програмата беше стипендирана од World Learning, исто така и од Америчката амбасада тука. Досега во Македонија ми имаат исконтактирано неколку компании за да остварам кај нив пракса за работна позиција. Како млад човек јас би рекла дека сакам да го дадам максимумот од себе тука, во мојата земја. Сметам дека треба да се верува во младината на Македонија, бидејќи јас самата се восхитувам од моите колеги на Технолошко-металуршкиот факултет на смерот инженерство на материјали и нанотехнологии, затоа што се сите квалитетни. Има навистина млади луѓе што можат да постигнат такви врвови на кои што јас се гордеам и сметам дека конкуренцијата е многу здрава работа и треба секогаш да ја признаваме и да бидеме реални и критични кон самите себе прво, па после кон остатокот на општеството. Секој млад инженер на воздухопловство со кој што јас сум разговарала се стреми да има барем некаква иднина во НАСА или некаква поврзаност со нив. Се надевам дека еден ден јас ќе стигнам таму.